И на овој 25 мај Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито ја организираше штафетата на младоста низ општина Кочани како придобивка од поранешната СФРЈ. Учесниците тргнаа од градскиот пазар каде што е седиштето на Сдруженијето, продефилираа низ улиците на Кочани и други населени места во општината за да стигнат во трговскиот центар каде беше извршено примопредавањето. Покрај тоа, Сдруженијето годинава додели повеќе благодарници на поединци и фирми кои на еден или друг начин ги помогнале активностите на истото. Се собравме, како што гледате, во доста голем број, да, како и секоја година, и оваа година, ја поздравиме и испратиме штафетата на младоста, која секоја година во Социјалистичка република, Федеративна република Југославија се шеташе од Триглав до Гевгелија и од Ѓердав до Јадранот. И потоа му беше предавана на нашиот сакан председател, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Можам да изразам огромно задоволство што оваа година и сами можете да видите дека не има во најголем број досега. Тоа е доказ дека можеби полека ќе почнеме да се враќаме на оние идеали кои што не водеа во Социјалистичка Федеративна република Југославија. Овогодишното празнување на штафетата на кочанските титовисти го следеше делегација од Јапонија. Гостите од земјата на изгресонцето заедно со првите луѓе на Сдруженијето посетија неколку локални фирми со цел поодблизу да се запознаат со животот и стопанството на градот Кочани. Одбележувањето на XU Денот на младоста продолжи во прекрасниот амбиент на локалитетот кај Дабот, каде беше организиран заеднички ручек со музичко-забавни содржини карактеристични за југословенскиот социјалистички систем.